Музичка Диамантска сложувалка на радио ФМ Вреба. Радио Слободна Македонија. Си најави веќе дека денешен гостин по вистите во 15 часот во ФМ Вреба ќе биде Трајко Симоновски Таци, кој по студирањето на ветеринарниот факултет во Загреб се враќа во Скопје во 1994 година и го создава бендот The Blue Funky Individuals. Групата долго време свири во македонските клубови, од 2002 година станува придружен бенд на, за жал, сега веќе покојниот Тоша Броевски. Во исто време Таци создава уште еден бенд, Лилит, со кој снима неколку композиции, а во верзијата Лилит versus Амон-Ра објавува и авторски албум. Истата ова огромна 9 члена постава сними уште еден албум кој остана необјавен. Меѓутоа, Таци апсолутно не застанува на овој проект, го продолжува понатаму, па се запишува и дипломира во 2017 година на уште еден факултет, овој пат во Скопје, факултетот за музичка уметност, и се обидува и нели успева да направи нов проект кој именуван како Пакса, кој треба да има и долгосвирачка студиска објава, која што светлината на денот треба да загледува 2017 година. Го представив мојот денешен гостин и му велам добре дојде во ФМ Вреба за прв пат. Добре ве најдов. Фала за поканата. Прекрасен ден, пролетен. Да, навистина прекрасен пролетен ден. Впрочем, една од композициите на проектот Пакс или на албумот Пакс говори и токму на тема пролет. Ајде Таци да ги засукаме ракавите и веднаш да се насочиме, да се фокусираме на оно што е Пакс. Може. Значи Пакс се по мене нормална последица од последните 15 години работа на кои какви авторски и студиски проекти, и едноставно сметав дека сега дојде време ја конечно да го направам она што е бескомпромисно, значи да се реализирам точно тоа што ми е на мене во главата, а при тоа да не зависам од надворешни фактори. Значи си го правам албумов буквално за мене, нормално и за другите, на сите кои што ќе им се допадне, ама неам некоја поголема цел, значи во смисол или цел или оптоварување. Така да едноставно ќе си работам песна по песна. Целта ми е да соберам некои 5-16 песни од кои што ќе изберам, кои што би ги отфрлил понатака, неколку, негде околу 12 песни би требало да биде албумот. Таа е бројка така секогаш било убава. Албумот ќе го ставиме во одреден музички жанр? Не би можел јас да го ставам во никаков музички жанр, бидејќи ќе има многу различни жанрови внатре. Значи, не е целта да ја сите песни да бидат различни, тоа не е целта, него едноставно мене, да речеме, секогаш ме интересирале, односно ме палеле, така би кажал, албуми као што е Sgt. Pepper, што го спомнавме преска, или Revolver, кај што се песните тотално различни, нормално луѓето кои што ги работат песните се помалку или повеќе тие, ама не знам, издосадува да правам 3 песни од ист тип, па onda правам, после тоа правам 2 од другачи, едноставно си реализирам тоа што во моментот на мене ми свири главата. Така. И сега ќе видиме понатака како ќе искочи. Овие 3 се готови. Така, за кои песни станува збор и со кога се соработувавме досега? Трите готови песни се Пролет, која што ја пее Мартин Вучич, мојот многу добар другар. На песната настапува и мојот професор по импровизација на факултет Иван Иванов, со кој што by the way имам вечер со неговиот квинтет, имаме свирка во станица 26 па повелете. Значи он е солист во песната. Борче Кузмановски свири Fender Rhodes, ја ги свирам гитарите, басот и Мартин нормално бубњевите. Така. Имаме уште 2 композиции, едната е Реквием, многу интересна композиција, ја има веќе на YouTube, има многу прегледи на YouTube. Па, да, има многу прегледи. Нема многу прегледи. Ја не сакам да, као што кажа веќе, да се повторам, не сакам да правам компромиси, јас си ги терам работите доке што ја можам и после понатака музиката нека си превземе. Ако на вас ви се допадне диџеите или луѓето што имаат емисии, тогаш пуштајте, јас ќе видам пресреди. Ако не, ја пак идам на следната песна. Така да тоа е тоа, валја сите тоа го прават. Така, се реализирате себе си. Да, имате во план за кога се, така, ајде уште малку зарекваме и потоа имате во план за кога се ќе соработувате во иднина, поточно ќе соработувате на првиот албум на Пакс. Да, значи песната, сака да кажем, ја пее Агнеса Чаволи, иначе пејачка во групата Full Stop, на кој што им работам ја како продуцент албум во моментов.
така се случи една, ајде да пробаме ова, она и песната искочи, мене многу ми се допаѓа. Сашко Николовски свири тромбон, Мите Димовски свири бубњави, Стефан Илиевски свири роудс и таа песна е уствари многу на англискиот текстот, значи доста интровертен албумов, у тој смисол што оваа песна, тематиката е една многу чувствителна тема, всушност како кои се желбите на луѓето пред умирање. И читав таму некоја статија дека вика дека од 100 луѓе, 90 луѓе жалат за Нештото што не ги направиле во животот. Да, кои се тие нешта? И сега по хиерархија е да поминам повеќе време со своите деца. Тоа би било као статистички највисок процент, а најмалку доле има да заработев поише пари или така натаму, што е во принцип една многу убава поука и за луѓето кои што немаат пари, значи на крајот од животот повторно сите ќе бидеме ќе жалиме за изгубеното време трчајки по пари. Така, прекрасна порека, можеби оваа порека требаше да ставиме на самиот крај на нашиот разговор, на како и да е секогаш добро доаѓа, секогаш освистува, можеби токму сега ќе допре до некој до кој што навистина треба да допри нашата мисија или целта на овој разговор. 50% е реализирано, останатите 50% да не јавиме што се ќе следува, значи на албумот. Вие велите дека ќе се работувате со неверојатен број на сосема различни музичари, а исто така потенцирате дека текстовите во вашите композиции се психолошки, меѓутоа и социолошки, поточно тоа е ваша рефлексија, ваша емотивна реакција на светот во кој сега живееме. Па да, не може никој да остане, никој нормален не може да остане без ефект од ова све што се случи околу нас. Не зборам воопшто за мојава земја, зборам за све по целиот свет што се случува е едноставно нелогично и ненормално. И нормално во време кога било Flower Power се правеле песни за љубов, All You Need Is Love и така натаму, ова време едноставно на мене секако љубовта е секогаш и единствен приоритет. Меѓутоа, како што кажав, ова се ефектите од делувањето, значи ефективе се знаат да бидат и неубави, па во тој смисол е, значи, ќе биде обременето од таа тематика која што сите нас не засега, а не е некоја многу позитивна, меѓутоа, ете веќе тука е Пролет кој што е една, мислам, многу позитивна песна, ќе има и многу други, луѓето со кои што ќе соработувам и веќе соработувам се помалку или повеќе веќе во мојот видеокруг професионален последниот 20 години. Така? Само што значи не само што луѓе од досегашните мои постави што свират, него ќе свират многу млади музичари кои што завршија со мене на факултет или тек ќе завршат, ќе биде така доста циркус и тоа мислам дека ќе биде една од најголемите предности, односно бајни. Така, Таци се занимава ли со ветеринарство? Не. Некогаш во животот? Не, ја ветерина не ја завршив до крај, значи отслушав трета година, отслушав и се фатив со рок-н-рол. Значи у Загреб 92-3 година беше или рок-н-рол или војна или ветерина за мене. Тоа последно остана. Добро, сега вака, Blue Funk Individuals постојат или не постојат повеќе? Бендот луѓето се помалку или повеќе тука. Ние свиревме сега Маракана, имаше 20 години, клубот Маракани и не повика и ние за прв пат после долго време, додуше не во полн состав. Последен пат свиревте за време на концертите на Тоша, последните концерти толку? Да, со тоа што името имавме проблеми, па не смеевме да го користиме. Ама тоа е друга тема и не е толку битна. Во секој случај, луѓево се тука, само што таа тежина што остана со Тоше Проевски, како заврши сето, тоа едноставно самото стави точка на све. Ние сме тука помалку или повеќе во добри односи, се гледаме, пиеме кафе и све тоа во ред, ама едноставно кога ќе се видиме, тоа си има една, сите заедно тоа има една дополнителна тежина кај што се сеќаваш ли почнуваат. Некој трибют концерт во догледно време да реализирате на тема Тоша и вие како Blue Funk Individuals? Темата Тоше Проевски не би ја понатака етаблирал заради тоа што носи многу така емотивен нави пред се. Да. Благодарам многу за учеството во FM Врева на Слободна Македонија. Во продолжение ние ќе го илустрираме проектот Пакс токму со композицијата Пролет, една весела, една пролетна композиција во која што е вметнати джейс и боса нова, меѓутоа и популарна музика. Мартин Вучич стои зад вокалите, кажа Таци кој сем е дел од сета таа пролетна среќна навистина композиција. Таци, многу среќа и се гледаме за промоцијата на комплетниот албум. Благодарам.
Музичка, дијамантска сложувалка на радио FM Врева, Радио Слободна Македонија.